Пленарната седница за уставните измени почна со истата неизвестност како и претходните денови за тоа дали има двотретинско мнозинство за пристапување кон измена на уставот. Бројот на пријавени говорници повеќе од 60, така во меѓувреме не се откажат од зборување навестува дека таа би траела и неколку дена. Според деловникот, дебатата за потребата од менување на уставот може да трае најмногу 10 дена. Премиерот Зоран Заев во својство на предлагач на уставните измени понуди помирување за настаните во собранието на 27 април лани. Зборувајќи за поделбите во општеството, тој рече дека е крајно време да им се кажало стоп. Кулминацијата на поделбите стигна на 27 април. Ке се испоубиевме пред очите на сите, рече Заев, додавајќи дека ова било можност да си простат и да кажат доста е. Крвавите случувања во домот на пратениците тој ги нарече дело на изманипулирани поединци. Ајде, десната страна овде во парламентот, колеги, да подадеме рака на левата страна. Ајде, колеги, ви од левата страна, да подадеме рака на десната страна, пратеници. Одличен момент е да се простиме и да се помириме. Испраќам порака на помирување и простување за 27 април и настаните што се случија. Да седнеме и да го направиме тоа. Јас сум подготвен, ве повикувам сите, и мнозинството, и опозицијата. Да, знам дека тоа има цена. И подготвен сум да ја платам цената. Политичка е цена. Премиерот додаде дека владата е подготвена да биде максимално отворена за предлози од опозицијата за амандманите и за нивно прифаќање, со кои, како што рече, комплетно ќе се намалат грижите на пратениците, но во исто време да не биле во спротивност со духот на договорот од Преспа. Во салата присутни беа и пратеници од ВМРО ДПМН, меѓу кои поранешниот премиер Никола Груевски, но и оние кои се обвинети за инцидентите во собранието, како на пример Јохан Тарчуловски. Веднаш по премиерот зборуваше пратеникот од опозицијската партија Илија Димовски. Ова е клучен момент, тоа се согласува. Ова е момент во кој што секој од нас присутен во оваа сала веројатно ќе го смета за најкрупна политичка одлука во која што имал можност да учествува и тоа се согласува. Но не смееме да се удираме од зид. Не смееме да велиме дека нема друга алтернатива. Не смееме да велиме дека нема друг пат надвор од ова. Правецот е ист и идентичен. Нема друг правец, почитувани колеги. А алтернативи може да има. Правецот е НАТО и Европска Унија. И мислам и сум сигурен дека од сите 120 пратеници во ова собрание, сите 120 се со истото убедување. Но како да го постигнеме, тоа се разликуваме. Дебатата продолжи со реплики и контрареплики. Во меѓувреме пред зградата на собранието се собраа малкумина граѓани со пораката: "Не ве биравме за да менувате устав."